Капиталните инвестиции се кратат. До юли изнесуваат само 24,5%. И тоа задолжување за ваков кус период само покажува каков е односот на оваа влада кон својата држава. Иако во програмата за живот со која што дојдоа на власт, а потоа продолжија со подадена рака, живот за сите, живот за Македонија, нема ништо од тоа. Во таа програма, која што ја проектира помеѓу граѓаните, ветува, цитирам, ќе има фонд за поддршка на проекти од општините, кои ќе се финансираат од ДИПА и другите програми од Европската Унија. Фондот ќе обезбеди постојани финансиски средства за капитални инфраструктурни проекти, како и системи за водоснабдување, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, регионални фабрики, канализација, колекторски системи, пречистителни станици за фекални отпадни води, гасификација на општините, парковите, уредување на речни корита. Но ништо од тоа. Очигледно дека владата не е способна ни едно од своите ветувања да ги реализира. Многу побитни и беа проектите кои што ги направија во изминативе 2 години, а кои што не беа поддржани од граѓаните. И да биде уште пострашно, продолжуваат по тој терк. Продолжуваат без да го слушат гласот на граѓаните. Продолжуваат со проекти и со остварување на нешта кои што не ги ветиле пред граѓаните, кои што ги изманипулирале со вакви проекти кои што претходно сега ги цитирав, а работат сосема друго. И затоа нивните планови, сега веќе познати, а не одобрени од граѓаните, треба да ги изнесеме пред јавноста, па да оценат граѓаните дали поддржуваат ваква влада, која што функционира, или бараат нешто сосема друго. Што нуди овој ребаланс на буџетот? Само популизам пред граѓаните. Ако владата на вистина сака повеќе пари да завршат кај граѓаните, ќе ги намалат даноците и другите давачки и со тоа автоматски ќе останат повеќе пари кај нив. Наместо тоа, оваа влада ги зголеми даноците, акцизите и придонесите, со што втора година поред се носи историски најголемиот буџет. А преку мој ДДВ, преку субвенционирање и придонеси и други популистички социјални мерки, се обидува да креира слика дека навидум се грижи за граѓаните. Исто како во нивната програма, продолжуваат со лажната грижа за граѓаните. Функцијата на државата е пред се градење на силна инфраструктура, институции, квалитетно образование и здравство, вистинска поддршка на приватниот сектор, за да ги зајакне своите капацитети и можности. Постојат два вида на инвестиции во човечкиот капитал: образование, кое е формално или неформално, и учење преко работа. Но кратењето во овој ребаланс на буџетот, кој што сами го проектира за 14 милиони евра во образованието, покажуваат дека немаат капацитет да ја водат оваа држава. Во Министерството за животна средина се крати за канализационни мрежи и одводни канали, за чистење на депонии и огромна несериозност кон загадувањето. Се кратат средства од Министерството за транспорт и врски, пред се во доменот на сообраќај,
комуникации, градежништво, водовод, канализација за општините. Се кратат средства кои беа предвидени за водовод и тоа од 333 милиарди денари на 233 милиарди денари. Или за 1/3 помалку од она што тие самите го предвиделе. Дополнително се кратат и средства предвидени во проектот за водоснабдување и одведување на отпадни води од 605 милиарди на 400 милиарди денари. И многу кратења од кои што еве и во доменот на здравството, во клинички центар Штип од 587 милиарди денари проектирани од нив самите, со новиот ребаланс ќе добијат само 200 милиони денари. Замислете, 1/3 од планираното. Со тоа се покажува вистинскиот пристап на оваа влада и кон здравството и кон капиталните проекти, кои што не успеваат ни да ги довршат, започнати од претходната влада. Со овој ребаланс се кратат и финансиите кои што ги добива Собранискиот канал, Парламентарниот институт. Се кратат проектите од ИПА фондовите, кои што се за капитални проекти. Се кратат средства за дипломатските и конзуларни представништва. Скратен е буџетот и во Министерството за одбрана, во кој што се предвидени меѓународни активности, функционирање и логистика на армијата. Се кратат од управата за извршување на санкции, нема опрема за казнено-поправните установи. Во животната средина, напоменав, многу помалце пари за одводни канали, за чистење на депонии, за заштита на водите. И еден куп реформи, кратења на двата најважни столба во едно општество – образованието и здравството. Во образованието 14 милиони евра помалце. Најмногу скратено од високото образование, а потоа аналогно на тоа и во секој домен. Замислете образованието, кој што е столбот на едно општество. И ќе дојдам на темата здравство, ребаланс на буџетот во доменот на здравство. Онаму каде што можеби и најдобро ги знам бројките. За електронско здравство се кратат 1 милиарда денари. А ветија, електронска картичка, Министерството за здравство пред непол месец излезе со нов проект дека повторно ќе се врати пишувањето со ракопис, рачно, во дневниците кои што ги водат докторите и во книжката на пациентот. Поради тоа ли сега не се потребни овие 1 милиарда денари? Се намалуват средствата покрај за клинички центар Штип сосема драстично и за изградба на општата болница во Кичево. Се намалуваат средства за бубрежно болните и тоа за 2 милиарди денари. Замислете за каква категорија на пациенти. Намален буџет за 2 милиарди денари. Се намалува средства од проектот за здравствена заштита за превенција на туберкулоза и сида за 2 милиарда и 300 милиони денари. Со овој ребаланс во доменот на здравството се зголемени програмите за лица со душевни расстройства и за лицата со ретки болести. Но се прашувам,
Има ли точна проекција колку лица во државата имаат ретка болест, дали има регистар на такви болести и за кои лекови или по-конкретно за кои диагнози ќе се наменат овие средства? Јас верувам дека нема. Ви кажувам дека нема. Со ребалансот се зголемени средствата за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија во износ од 184 милиарди денари. Па би сакал заменичката министерка да ми одговори во кој домен би се потрошиле овие пари, кога знаеме дека секој граѓанин во Република Македонија е осигуреник. Што значат овие 184 милиарда денари с големен буџет за целосно здравствено осигурување? Се планираат ли нови граѓани да бидат осигуреници на нашата држава? Друг одговор, барем јас не гледам. Наталитетот опаѓа. За 2018 година наталитетот е намален за 330 лица. Освен други, во моментот неосигуреници на нашата држава, кој би можел да ги искористи оваа сума на пари? Во однос на тендерот за вакцините, кој што е зголемен, и тука тоа го поддржувам, бидејќи се воведени две нови вакцини кои што досега ги немаше, но да напоменеме дека вакцината за грип има рок до ноември оваа година, а се проектирани драстично многу помалку вакцини отколку што е во нивниот план. Ги намалуваме средствата за превенција на болести за 200 милиарда денари во период во кој што имаше епидемија на морбили. Над 100 лица беа заболени. Во период на епидемија на морбили, кај што не сме имале со децении наназад. Во период каде што пред 3 месеци во клиничката болница во Штип имаше интрахоспитална инфекција на 6 пациенти кои заболеа поради несоодветен третман. 6 пациенти со хепатит С на одделението за ортопедија во клиничка болница Штип. И не слушнавме никаква реакција од власта. Може би ја поддржуваат таквата политика. Пропадна физибилити студиите за јавно-приватно партнерство. Или пак уште подраматично. Вчера колешката Шахпаска од оваа иста говорница рече дека таа никогаш нема да го поддржи тој проект. Па се прашувам, може би министерот Филипче, што зачудувачки излезе на протест под мотото "Стоп за насилството", што е добро, но против кое насилство? Тоа е оној што треба да го воспостави редот во здравствениот систем. Може би, се прашувам, штрајкувал против пратениците од власта, кога не му ги поддржуваат проектите? Да, заменичке. И вие бевте присутна, колешката Шахпаска, кога вчера тоа го рече, дека не поддржува никакво јавно-приватно партнерство. И не знам на каков начин се планирало да се донесе тоа. Кога вашите пратеници тоа го кажуваат, има стенограми. Клиничкиот центар, кој што треба да се изгради, со големо букви Қ, како сите ваши проекти, ќе се изгради некогаш, но без проект во моментот, без да се знае дали земјиштето
располага со соодветните бројки кои што треба да ги има, дали почвата е погодна за такво нешто, колкава е површината, дали е расчистено приватно-имотната собственост. И замислете, без таков проект се бара кредит од вредност од 500 милиони евра. По милиарда евра. Без да имаме проект. И може би случајно или не, фаворит за изградба на клиничкиот центар е австријска фирма, која што градела истаков клинички центар во Австрија, но тој чинал 250 милиони евра. 250 милиони евра. Нашиот ќе чини дупло повеќе. Или уште една компарација. Најскапата клиничка болница во светот, изградена во Истанбул, пред само една година, чини 1 милиарда евра. Комплетно, со изградба и опремена. 1 милиарда евра е најскапата клиничка болница во светот. А ние бараме кредит од 500 милиони евра, без да имаме студија. Кажуваме дека го зголемуваме буџетот за ретки болести, да беше колешката Шакпаска, тоа ќе и беше единствената реплика. Стварно е некоректно, бидејќи не е тука да ја прозивам, но тоа е единственото нешто во што е покачен буџетот за здравството. Но Ќе ве молам за дали знаете внимание, колеги, дека од 150 пациенти со министерката не е тука, хронична... па се води дебата по ребалансот на буџетот. Може малце? Ќе ве молам за Од внимание, се што 150 има да пациенти кажете со во реплика хронична ќе си го кажете. миелоична леукемија, чиј што ден им беше вчера, само 7 души добиваат терапија. Најавуваниот лек за мускулна атрофија кај децата, кои што во Македонија во моментот има 6, се предвидени да добијат терапија само 4 деца. Ама пак само ќе добијат. Пошто уште лекот не е стигнат. Лекот Спинраза уште не е стигнат во Македонија. И за еден куп, исто како за пулмонална хипертензија кај деца, од 7 пациенти само за 4, по кој начин ќе ги делите кои пациенти, кои деца од овие ќе добијат? Кога има 7, а вие добивате само во проектот имате за 4 деца, за половина од потребната бројка. Тоа ќе биде лотарија? Тендер за стерилизација. Направена физибилити студија, но никој не ја знае. 11 милиони евра. Зошто не ја покажете пред јавноста, да имаат увид граѓаните? Од Државниот завод за статистика и покрај намалениот прираст на населението, уште ги нема соодветните услови кои што треба да ги добиваат сите новороденчиња. Да не зборуваме за новиот закон за здравствена заштита, дека го немате фондот за лекување во странство, дека не ги укинавте економските директори во болниците. И од местото од кај што доаѓам од Струмица, нема да ви ја раскажам приказната поради времето, но само колку е мизерно да бидеш пациент. Може би исто колку и доктор во таква установа, но се соочив со еден пациент што го увидов на лице место. Само ќе кажам, лифтот во Струмичката болница не работи 1 година. Ангиографот, купен од претходната влада, е расипан, не е во употреба точно 1 година. Она кај што извојувате најмногу пари, декларативно за вакцини, вакцината Дите во Струмица ја нема 1,5 година. И министерот тоа го потврди на пратеничко прашање. Но зошто е потребно 1,5 година? Не зборуваме за тендер за време за набавка од месец, од 2. 1,5 година. Нема вакцина Дите во фаза
кога Македонија беше соочена подолг период со епидемија. Замислете, нели е тоа лажно лицемерство кон граѓаните? По болниците нема ампуларна терапија, пациентите се праќаат сами да си купат. Исхраната во болничките установи е друга приказна. Она ново крило во Струмичката болница, која навистина е ново 25 години, но ветивте дека ќе го завршите во првата година. Уште нема абер, не се ни работи. Тоа што нема термин за специјалистите и што нема лекари во брзата помош е друга приказна. А вие ветивте здравство за сите. Но далеку сме од тоа. Привршувате, колега Манчев. Еве, последната реченица, наместо со популистички мерки, ве повикувам, излезете на улица од вашите кабинети. Случајните минувачи сретнете ги и прашајте ги дали живеат подобро во овие 3 години. Прашајте ги нив по случајен избор и ќе знае што треба да правите. Или ќе се уверите од тоа што ви е страф и што бегате јавно да побарате наново подршка од тие исти граѓани кои што ги манипулирате. Ги манипулиравте, еве со овие билборди, кои што само пред неполна една година бесплатно здравство за сите. Ова се вашите билборди. Лешке Смилевска, пријавена сте за реплика. И кај што правите акции, каде штрајкувате самите против себе. Министерот Филипче против докторот Филипче, кај што вчера во Струмица имаше еко акција со порека за зголемување на свеста кај граѓаните, окей, но чија работа е таа? На она исто комунално предпријатие. И замислете, по само еден ден како изгледа центарот на Струмица. Ова е строго плаштадот на Струмица, пред споменикот Гоце Делчев. А 2 дена претходно имаше еко акција. Се чиште се стадионот. Па нема ли институции кои што вршат надзор и кои што работа е тоа? Дајте да бидеме малце реални, да се симнеме во реалноста и достани се тие популистички мерки. Да бидеме на страната на граѓаните. Ви благодарам.